Добро утро повторно пат, се јавуваме од центарот на градот. Како што спомена и ти, Ване, започна кампањата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот Стави појас. Деталите утрово ги дознаваме од Дејан Андоновиќ. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, па с обзир на времево магливо, добро расположение. Да, сообраќај како и секогаш, неслучајно ја одбираме оваа точка во градот, нова кампања, односно тековна, Стави појас за секој во возилото. Практично тековна кампања, како што сами кажавте, секоја година ја правиме 2 или 3 пати во текот на годината, со цел да ги потсетиме граѓаните на законската, но и моралната, но и етичката обврска да стават појас додека управуваат со своето моторно возило, да ги потсетиме дека се обврзани да возат со појас и возачот и совозачот, но и лицата кои седат на задните седишта, а децата под 5 години се обврзани да имаат детско седиште, кој исто така треба да е со појас врзано, се со цел за побезбедно движење во возилото и патување. Да потсетам дека има и законска обврска, и во градска средина и надвор од градска средина, независно каде сте. Појасот е проценето и докажано дека е зголема безбедноста во сообраќајот. Се разбира, има и законска тука санкција за лицето кој управува моторно возило, а нема појас, 40 евра во денарска противвредност, за сопатникот и сопатниците 50 евра во денарска противвредност е санкцијата или казната. Но јас не сакам да ја истакнувам напред, не е важно дали некој ќе ве запре и евентуално ќе констатира и ќе ве казни, туку треба да имате навика додека се движите, додека патувате, додека се возите или управувате со моторно возило, да имате заштитен појас, се со цел за да ја зголемите безбедноста додека сте во возилото. Затоа ги правиме линковски вклучувања, пред се да информираме, да а вие сте тука да потсетите и да едуцирате. Колку често се прават вакви кампањи со помладите, да речеме, затоа што сепак тие обично се на оние задни сидишта, а ќе се служиш со мене дека многу ретко некој кој што седи на задните сидишта носи сигурно сам појас. Па сега да земеме предвид дека со обзир на тоа дека секогаш назад седат помали деца, тука треба да ги едуцираме родителите. Сега, како што родителите се едуцирани и како што родителите покрај нас во Советот, МВР и сите оние кои вршиме едукации во училишта, на терен, со флаери, имаме кампања низ целата држава, сепак родителите се едни од тие кои се пример за своите деца. Јас секогаш тоа го потенцирам, ако имате одговорни родители кои од мали нозе ги учат децата дека треба да бидат смирени, дека треба да стават појас, дека треба безбедно да се движат, да бидат пример дека не возат брзо, дека не возат под дејство на алкохол, не зборуваат на мобилен поново сега, да кажеме, особено со овие смартфонови. Тогаш и децата ќе бидат такви. Ако се децата сведоци од мали нозе дека родителот е нервозен, неодговорен, ај не мора појас да ставиш, нема полиција, нека ставам појас до ваму, до таму за 10 минути, тогаш и тие деца ќе бидат такви. Така да децата ги едуцираме од предшколска возраст, имаме ние работилници, правиме кампањи, МРТВ и вие како новинар често ги правиме тие кампањи се со цел да покажеме дека се едуцираат децата од мали нозе, но се едуцираат и возрастните, односно ние ги потсетуваме на сето она што се обврзани законски, но и потенцираме дека не е само важно дали некој ќе ве казни или не, дали некој ќе ве види или не, туку треба да ви имате подигната јавна свест, да имате сообраќајна култура. Ставите го појасот за 5 минути, за 10 минути, движење не е важно, ништо не ве чини да го ставите појасот, а појасот може многу да ви помогне при евентуално несакани услови на пат, каде што директно би закочиле или би се случило нешто за време на движењето во сообраќај. Ги споменавте вие мобилните телефони и тие често се користат, особено возачите, меѓутоа тука треба да внимават и пешаците, затоа што и тие поминуваат пешачки времени и се зборуваат на телефон. Па сите учесници во сообраќај треба да се високо концентрирани кога се движат на сообраќајот, бидејќи сообраќајот е се поголем и поголем, сите сме ние учесници во сообраќајот, сите сме првим пешаци, а потоа се друго. Кампањата ни е и за мобилни телефони паралелно, таа исто ја правиме неколку пати во годината, со цел да ги потсетиме луѓето дека не е толку безазлено додека вие се движите или споро се движите да напишете порака или да лајкнувате на Facebook или не знам веќе што, или да сурфате
отидете на интернет, јас секогаш го кажувам примерот, ако забележите на црвено светло кога стојат возилата, 90% од возилата кога чекаат црвено да им се запали зелено светло, се на своите мобилни од разноразни причини. Немате потреба, се зголемува ризикот од помала концентрација, не сте виделе ова, не сте виделе она и може да дојде до некаков инцидент. Доволен пример е кога ќе се концентрирате на мобилниот, веќе е зелено и ви свират од страна, од позади дека треба да тргнете. Затоа велам, мобилните телефони се една нова, да кажеме, потенцијална опасност доколку ги користите додека управувате со моторно возило, не само сурфањето, туку и држењето на слушалка додека зборите, бидејќи додека зборите сте концентрирани, па не ги гледате баш 100% условите на патот. Особено ако сте во градска средина, каде што на секои 10-15 метра може нешто да ви излета, да ви истрче и сето тоа. Денеска се измислени оние Bluetooth слушалки, измислени се технолошки помагала кои ќе ви помогнат да доколку толку имате, да кажеме, работа преку телефон да се слушнете, но генерално не треба да користите мобилен телефон додека управувате моторно возило. И да го закружиме ова линковско вклучување, пред новогодишната ноќ апелиравме за безбедност во сообраќајот, односно не подейство на алкохол во својот автомобил. Можеме уште да подсетуваме на оваа тема која што секогаш актуелна. Користењето на или конзумирањето на алкохол не е врзано само за Нова година. Ние имаме град кој е веќе милионски, има зголемен сообраќај, има повеќе возила и превозни средства што може да се шири патната инфраструктура, особено преку недела. За викенди градот живее, нормално е, не сте ви обврзани само за празници да излегувате или конзумирате, да имате веселби. Ние апелиравме бидејќи тогаш е зголемена фреквенцијата, луѓето се поопуштени, но генерално не конзумирајте алкохол ако возите или не возите ако конзумирате алкохол, бидејќи алкохолот е една од трите главни причини за зголемена смртност, инвалидитет и е богами и најскапа казна за сите оние кои ќе бидат со право голема казна, бидејќи казната е можеби најмала работа што може да ви се случи ако ве запре полиција и констатира дека сте возеле под дејство на алкохол. Најголемите ми се чини инциденти сообраќајни со смртност се алкохолот, неприлагодената брзина и непочитувањето на правилата и прописите, односно поминуваат на црвено и така тоа. Да, имаме уште многу теми, меѓутоа ќе ги оставиме за некое наредно линковско вклучување. Благодарам на одвоеното време. Како што споминавте, тука сме секогаш да информираме кога е потребно. Благодараме на вас за помошта на овие кампањи да допрат што по-брзо и што по-детално до гледачите и до практично вашите гледачи се и учесници во сообраќајот. Благодарам што